Благодарам, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Во врска со оваа точка, која што се однесува на младинскиот додаток, се потврдува сето она кое што досега неброено пати е констатирано, документирано и видено, а тоа е дека Македонија останува земја без млади. Македонија, според сите можни индикатори, останува земја без млади. Имаме екзодус, иселување и заменување од Македонија како никогаш повторно. Почитувани присутни, би сакал да ви прочитам неколку податоци и неколку бројки, кои што се однесуваат токму на младите луѓе во Македонија. И би замолил и би апелирал, особено до оние луѓе кои што се интересираат и кои што ги засега иднината на Македонија. Ке ви прочитам неколку работи во врска со уписите на факултети и во врска со фрапантниот, незабележен пад на бројот на ученици во основно образование, средно образование, а исто така и факултетите. Послушајте ги овие бројки. Конкретно на Природно-математичкиот факултет на ПМФ, на студиите по хемија, насока наставна хемија, се запишал само еден студент. Еден студент, а има отворено 30 места. Замислете која фрапантна бројка, почитувани присутни. Уште еднаш ќе го повторам ова. На Природно-математичкиот факултет во Скопје, на студиите по хемија, насока наставна хемија, се запишал само еден студент, а бројот на слободни места е 30. Уште неколку податоци, почитувани присутни. На студиите по физика се запишале само 13 студенти. 13 студенти, а слободни места на овој факултет за сите насоки е 964. Гледате ли каква катастрофа се случува во Македонија, почитувани присутни? Има ли човек кој што може да биде рамнодушен на сето ова? Уште еднаш ќе ви прочитам. На студиите по физика се запишале 13 студенти, додека вкупниот број на слободни места на овој факултет за сите насоки е 964. За живот во Македонија, ова ли е на прав пат? Ова веќе нема зборови да се опише овој пустош. Оваа катастрофа што ни се случува по сите основи со овој заевизам, на кој што мора да му дојде крајот. Час поскоро. Нови бројки. Почитувани присутни, на Педагошкиот факултет, кој што го носи името на големиот Свети Климент Охридски, на насоката библиотекарство, од вкупно 25 места, на редовни студии се запишале 0 студенти, а само 2 вонредно. Што ви говори ова? Не е екзодус, катастрофа се случува во Македонија, буквално катастрофа. И на ова нема што да се реплицира, нема што да се каже. Уште еднаш ќе ви го прочитам ова. На Педагошкиот факултет, кој што го носи името на големиот Свети Климент Охридски, во насоката библиотекарство, од слободни 25 места се запишале 0 студенти, никој и само 2 вонредно. Во делот на земјоделието, земјоделскиот факултет, послушајте оваа бројка. Јас не можам да разберам оваа индиферентност. Слушнете го ова. Значи, вели, на факултетот за земјоделски науки и храна, во сите 9 насоки, се запишале 64 студенти,
на можни 490 места за пополнување. Го слушате ли ова, почитувани колеги? Значи, уште еднаш, за да чуе и Македонија, да чуете и вие. И кога ќе се видите со Заев и тие негови неспособни министри, и таа екипа што решила да плячка Македонија, ова да им го кажете. Значи, на сите 9 насоки на Факултет за земјоделски науки и храна се запишале 64 студенти во цела Македонија. Поделете го тоа по општини, тоа ви е еден студент по општина на земјоделски студии. Еден студент, а пола Македонија ни е рурални области и рурални подрачја. Значи, се запишале 64 студенти на можни 490 места за пополнување. Без млади останавме, луѓе. Слушате и другава бројка. На Шумарскиот факултет. На Шумарскиот факултет во Скопје, во првиот описен рок, на сите 3 насоки се запишале 9 студенти. 9. А вкупниот број на студенти кои може да се запишат е 120. Ова е тоа биолошко исчезнување на Македонија за кое што 100 пати ви зборувам, а за кое што сте вие невидено индиферентни. Уште еднаш ќе ви го прочитам податокот. На Шумарскиот факултет во Скопје во првиот уписен рок на 3 насоки се запишале 9 студенти, а вкупниот број на студенти кои може да се запишат е 120. Тоа е таа катастрофа за која што зборуваме, за која што вас око не ви трепнува, а оној лажго и нема други зборови, лажго, лажго и лажго Зоран Заев со рака на срце ката дневно не лаже. Кажете ми, почитувани присутни, дали откако дојде оваа власт на Финки, Факултетот за информатички технологии и науки, кој што треба да се гради до ректоратот, него спроти Мавровка, дали една шајка овие 3 години е закована? Ништо. Една шајка не е закована, една бандера не е направена, една цигла не е ставена. Ке почне да пропаѓа кај да е. Се направи карабина, се дигна зградата. Имате ли една шајка закована во овој факултет, кој што е важен за иднината на Македонија? Вчера ви кажа, Фейсбук објави почитувани 1000 нови вработувања во Велика Британија, во Македонија 0. Истиот Лажго Заев со рака на срце ни велеше ке дојдат Фейсбук и Google. Фейсбук вчера објави 1000 нови вработувања во Велика Британија. Во Македонија има ли едно? Нема ни едно. Кога сме веќе кај тоа, еве да кажеме и за турскиот театар, почитувани присутни. 3 години назад во турскиот театар има ли една шајка ставена од како е дојде новаа влада? Нема. Дигната е зградата, беше карабина, составија и ѕидови и потпорни. Од како дојде оваа власт, една работа не е помрдната таму. Една шајка не е ставена во турскиот театар. Еве го тука господинот Ѓонул Барјактар, нека ви каже. Има ли една работа во Македонија што е направена со оваа власт? Нема. Буквално нема, почитувани присутни. Ние збориме тука за универзитет во Охрид. Во Охрид 20% ни паднат бројот на родени. 2016 викавте режим, вака така. Во Охрид во таа година имало 450 родени бебиња во првите 9 месеци. Сега има 360. Знаете колку ви е тоа пад? За 90 деца. Поделете го по паралелки, знаете кој пустош е тоа? 20% ви е рецесијата. 20% за живот во Македонија. Нема човек што ја сака оваа Македонија, што му стало до оваа Македонија, кој што треба да остане соучесник со Зоран Заев, кој што како никој во македонската историја пустоши Македонија. Се заминуваат не само Охрид, се заминуваат и македонците, и албанците, и сите останати од Струга. Во Струга е падот уште поголем, 24%. Од 540 бебиња на 410 во првите 9 месеци. Споредба 2016 со 2019.
Било кој што води сметка за еднината на Македонија, не треба прстот да го мрдне во кампањата на Зоран Заев. Прстот не треба да го мрдне во кампањата на Зоран Заев. Ви благодарам.